Локалната мрежа за застапување од Кочани организираше пресконференција на која беше упатено барање до локалната самоуправа да се посвети поголемо внимание на естетското, комунално и инфраструктурно уредување на просторот околу комплексот Асном. Настанот се одржа по повод 5. јуни, светскиот ден за заштита на животната средина. А како што беше речено во обраќањето, локацијата била одбрана затоа што пред 10 години била место каде што се собирале поголем број граѓани, пред се млади и ученици, за едукација, забава, спортување и дружење. Од Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светлеиднина, кој е носител на проектот за организирање на неформалната граѓанска мрежа за застапување, порачаа дека е време да се преземат конкретни активности за да се подобри состојбата на целиот простор. Гледаме една огромна површина која пред се е небезбедна и пристапна со понафрлено ѓубре, нефункционално игралиште и сите елементи кои навестуваат на несериозно однесување и негрижа на овој простор, кој од ден на ден се претвора во голема градска депонија и тоа во централното градско подрачје. Ние, локалната мрежа за застапување, веруваме, знаеме и сме убедени дека одговорните во нашата општина се сериозни луѓе кои сакаат да дадат поддршка на иницијативите на граѓаните и дека нема да дозволат оваа прекрасна локација од ден на ден да се претвори во депонија, небезбеден, нефункционален и непристапен простор. Членовите на локалната мрежа за застапување упатија и барање до корисниците на просторот во комплексот Асном, исто така да се вклучат во одржувањето и грижата за околината. Ние како локална мрежа за застапување сме целосно подготвени да дадеме максимална поддршка и заеднички да пристапиме кон решавање на овој горчлив проблем, при што сме подготвени да организираме голема и заедничка граѓанска акција со цел да дадеме придонес кон подобрување на затекнатата ситуација. Проектот за функционирање на локалната мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, чии носители се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и коалицијата Сите за правично судење.